Во услови на строга забрана на лов и продажба на охридска пастрамка, уште од 2004 година по дел од охридските ресторани таа сега се нуди на големо. Цената на 1 килограм на охридска пастрамка е 2200 денари. Рестораните и не кријат дека во своето мени сега ја нудат токму неа, бидејќи таблисто ваква понуда деноиве може да се забележат низ Охрид. Дејан Паноси од билатералниот комитет за заштита на Охридско езеро вели, за да се спречи ваквата појава потребни се нови мерки за управување со езерото. Тоа покажува еден сегмент дека забраната, како забрана, значи како единствена мерка, не ги дава очекуваните резултати. И сите кои што инсистира на строга забрана од таков карактер, се покажува дека недоволно аргументи имале околу тоа. Забраната е се уште во тек. Се што ќе се појави значи на пазарот од тој тип на риба, како што е охридската пастрамка, а знаејќи дека има забрана за излов, треба да се нормално провери од страна на надлежните и да се преземат мерки од сите оние кои што се надлежни. Радован Димитриевски од спортско-риболовниот клуб во Охрид вели оти сега на потек се инспекцијските служби кои треба да проверат од каде потекнува пастрмката која се продава по рестораните. Точно е дека се шверцува пастрамка од Албанија, точно е дека се продава пастрамка и од рибокраците и затоа би повторно апелирам до државните инспектори да проверат потекло на рибата, затоа што се случува да само од неколку рибници, да кажеме од 3-4 рибници во Македонија се покриваат на пример 50 тони риба охридска пастрамка. Значи тоа нешто не е легално, значи ние успеавме само да го легализираме шверцот, свет организираниот криминал. Јован Бојчевски, инспектор по рибарство, за еден телефонски кажа дека постојат 5 до 6 рибници кои имаат соодветни дозволи за одгледување на охридска пастрамка. Државниот земјоделски инспекторат врши редовни контроли и на рибниците и на угостителските објекти. Доколку се констатираат одредени неправилности, се поднесуваат соодветни пријави. Секоја риба што се пушта во промет мора да е пропратена со соодветен документ за потекло, рече Бојчевски. Тој кажа дека досега по рестораните била пронајдена и риба која е директно од езеро и дека угостителските објекти не се надлежни на таблите да истакнуваат дали рибата која што ја продаваат е од езеро или е од рибник.